повеќе од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, а сум Јане Боаджиевски. Има многу креативни решенија, вели Джеймс Стајнберг, американски заменик државен секретар за спорот за името меѓу Македонија и Грција, во поширокото интервју за гласот на Америка. Тргнувајќи од искуството од средбите за време на неодамнешната посета на регионот, американскиот заменик државен секретар Джеймс Стајнберг се надева дека владите во Скопје и Атина ќе најдат, како што кажа, креативно решение за спорот со името. Особено ги поддржуваме напорите на Метју Нимиц. Соединетите американски држави се подготвени да помогнат колку што можат за да го надминеме ова прашање. Сметаме дека тоа е мощно важно, дека тоа дава можност Скопје и тамошните лидери да го заземат своето заслужено место во европската интеграција, конкретно да станат дел од НАТО. Се надеваме дека ќе има реален, интензивиран фокус и во Атина и во Скопје, да се обидат да најдат креативно решение за да овозможат да продолжи интегративниот процес. Заменикот на државната секретарка Хилари Клинтон тврди дека има многу креативни решенија и најави дека Соединетите американски држави ќе соработуваат со обете страни со цел да видиме кој е нивниот национален интерес, бидејќи и Грција и Македонија имаат интерес ова да започне да се движи напред. Се обидуваме да ги мотивираме да погледнат подалеку од разбирливите чувства што луѓето ги имаат, да размислат за нивните пошироки стратешки перспективи и придобивки што и обете ги имаат. Јас бев охрабрен од моите разговори во Атина дека раководството во Грција, мислам ја цени вредноста на важноста Македонија да биде подобро закотвена во евроатлантските институции. Остануваме со постојана надеж дека ќе најдеме добар начин да ја надминеме тешкодијата и да добиеме добар резултат. На прашање дали САД планираат да назначат специјален пратеник за Балканот, Стајнберг во поширокото интервју за гласот на Америка кажа дека не знае дали Вашингтон ќе има посебен представник, но коментираше дека самата посета на потпредседателот Џо Бајден, како и неговата посета, илустрираат колку САД сметаат дека Балканот е важен. Јужнокорејските и американските трупи денеска го кренаа степенот на предпазливост на островот на највисоко ниво од 2006. Потего доаѓа еден ден откако Северна Кореја го отповика договорот за примирие, стар 5 децени со кој заврши Корејската војна. Представници на одбраната велат дека командата на комбинираните сили на САД и Јужна Кореја го засели набљудувањето на Северна Кореја и ја зголеми предпазливоста од фаза 3 на фаза 2. Портпарол на Јужнокорејското министерство за одбрана вели дека двете армии насочиле поголем персонал за прибирање разузнавачки податоци и анализи. Во продолжение на News Flash по неодамнешните нуклеарни тестирања, какви се последиците од последните потези на Северна Кореја? Еве што велат аналитичарите. Медиумите под стега на властите во Пјонгјанг во средата објавија: оние кои еднаш ќе испровоцираат Северна Кореја не ќе може да избегнат својата казна со незамисливи последици. Американскиот пензиониран воздухопловен генерал Томас Мекелми коментира: I think the direction of North Korea going nuclear with a nuclear. Ориентацијата на Северна Кореја да оствари нуклеарен капацитет ќе причини и Јапонија и Јужна Кореја да појдат во истата насока. Обединетите нации работат на нова резолуција на Советот за безбедност, што би воспоставила построги санкции против Северна Кореја. Аналитичарот Майкл Грин од Центарот за стратешки и меѓународни истражувања во Вашингтон вели: преку Советот за безбедност и со нашите сојузници да се воспостави далеку поцврста мрежа околу Северна Кореја и вниманието да се насочи на префрлањето на пари, пратките на оружје за Северна Кореја, за да не може да се развие нуклеарно оружје, а Ким Јонг Ил и свитата да не добиваат пари во готово. Некои аналитичари сметаат дека без оглед на новите санкции, САД, Јапонија, Јужна Кореја, Русија и Кина, како главните засегнати страни, можеби и немаат друг избор освен одново да започнат преговори со Северна Кореја за прекина незината нуклеарна програма. Американскиот сенатор Џон Кери вели дека Кина ќе поддржи акција во Советот за безбедност на Обединетите нации за Северна Кореја и се согласува дека Северна Кореја мора да сноси последици за извршените нуклеарни тестирања.
Кери зборуваше пред новинари во Пекинг, при што изјави дека е убеден од и Кина ќе биде конструктивен играч во меѓународните прашања за одговор по нуклеарниот тест на Северна Кореја. Кери неделава предводи делегација на Сенатската комисија за односи со странство на средбите со официјални кинески представници. Израел го отвори последниот повик од САД за замрзнување на изградбата на населби за доселеници на западниот брег. Портпаровот на израелската влада изјави дека Израел ќе продолжи со заложбата за уривање на неавторизираните објекти и нема да гради нови, но потенцираше дека во постоечките ќе мора да дозволи надоградување заради растечката популација во тој дел од земјата. Тој ова го изјави спроти денешната средба во Белата куќа на претседателот Барак Обама и палестинскиот претседател Махмуд Абас. Новиот шеф за дипломатија во Стейт Департментот за гласот на Америка рече дека верува оти администрацијата на претседателот Обама ќе го подобри глобалниот имидж на нацијата погодена од претседателствувањето на Џорџ Буш. Новиот американски подсекретар за јавна дипломатија Џудит Мехейл во интервју за гласот на Америка рече дека новата администрација веќе има напредок во обновување на имиджот во странство. Таа рече дека говорот на претседателот Обама на 4 јуни во Каиро, Египет, се очекува да биде од голема важност за американската јавна дипломатија и нејзините напори да допре до муслиманските држави. Лос Анџелес Лейкерс победува со 3:2 во серијата најдобар од 7 надпревари со сенокешната победа над гостите од Денвер со 103-94 во финалето на западната конференција во NBA. Звездата Коби Брајант постигна 22 поени, но имаше голема помош од соиграчите. Ламар Одом постигна 19 поени и имаше 14 скокови, додека Пау Гасол уфрли 14 поени и 14 скокови. Кај Нагетс најпрецизен беше Кармело Ентони со 31 кош, додека Кенион Мартин и Чонси Билапс постигнаа секој по 12 поени. Во финалето на источната конференција Кливленд Кавалирс вечерва ги пречекуваат Орландо Меджик. Меджик водат со 3:1. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови содржини посетете нашата веб страница Глас на Америка и гласете на нашата најнова анкета. Пријатна вечер. Се гледам утре.